десната страна од битолската пруга. Сигурно сте коментирале кога ќе дојде времето и забавни паркови. Еве, дојде време. Господне, о Господи, јавися нам, благословен гради во имја Господње. О Господи, јавися нам, благословен гради во имја Господње. Не одвраќај ги Твоите раби празни, зашто Тебе те имаме. Амин. Неизмени во посредништво пред Творецот, не прези. Нека е честито. Сега ќе го ставим. Evo, eno. Се втемелува овој мост во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Ставува овој мост во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се втемелува овој мост во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Се втемелува овој мост во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Се втемелува овој мост во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Се втемелува овој мост во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин, амин, амин. Ставете го тоа таму на средина. На средина остави. Моите заложби и заложбите на Советот на општина Велес во извршувањето на функциите го имаат за примерна цел токму ова: подобрување на условите за живот на граѓаните. Денес на ова место ќе отпочнеме уште еден инфраструктурен проект со кој ќе олесниме комуникацијата на нашите граѓани, а со тоа во многу ќе придонесеме во подобро задоволување на нивните потреби. На овој потек густината на населението е многу голема. Од двете страни на пругата патот води кон градинката, две основни училишта, кон сите средни училишта, кон факултетите, кон железничката станица и кон многу работни места на нашите сограѓани. Потребата од скратување на патот ја гледаме години наназад. Граѓаните во спроведените анкети изградбата на овој надвозник ја посочија како еден од врвните приоритети. Благодарејќи на соработката што ја остваривме со македонските железници, за многу кратко време успеавме да ги добиеме бараните согласности, да го изготвиме проектот и еве денес да отпочнеме со негова реализација. Надвозникот представува пешачки мост што ја премостува железничката пруга Велес-Битола и го поврзува улиците Методија Андонов Ченто и Тодор Христов Офицерчето. Должината на пешачкиот мост е 16,5 метри должини, ќе се гради по стандарди што ќе обезбедат слободен и безбедно движење на сите категории на граѓани. Тоа значи дека од повисоката страна, паралелно со скалите, ќе биде изградена и рампа за да може непречено да го користат и граѓани со мали деца, во количка и лица со инвалидност. Како што може да се види од двете страни на пругата, хортикултурно и урбано уредување на просторот не задоволува. По изградбата на пешачкиот мост, просторот од двете страни ќе го оплемениме со зелени површини и урбана опрема и ќе добиеме сосем нов лик на околината. Ова е проект на општина Велес и се прави со сопствени сили, со ангажирање на вработените во администрацијата и со средства од буџетот на општината. Чувствувам потреба во оваа пригода да им се заблагодарам на сите што направија напор за толку кратко време да ги завршат подготовките за да ја отпочнат работата на пешачкиот мост. Очекувам многу скоро да се собереме сите на ова исто место и заеднички да поминеме на другата страна од пругата. Ви благодарам. Три ли се фрла?
да се знае кој бил работник на времето. Ајде, градоначалник, може. Ја вака што почна веќе го изгради. Денес кога училиштето го празнува својот патронен празник, го заокружуваме и реновирањето на топловодниот систем во училиштето, или попрецизно кажано, училишниот објект, затоа што е намена за двете училишта, за средното стручно Димитрија Чуповски и гимназијата Кочораци. Благодарејќи на ажурираноста на менеджерскиот тим на училиштето Димитрија Чуповски, Велес оваа година го доби проектот на USAID за реновирање на топловодниот систем. Партнери на проектот се општината Велес и училиштето Димитрија Чуповски. Ова инвестиција се постави како врвен приоритет во образованието, затоа што системот за затоплување на училишната зграда е воведен многу одамна, уште од 1958 година. Досега е реконструиран само еднаш пред 30 години. За да биде зафатот комплетен, општина Велес учествуваше со изработка на нови врати, прозори и скали во котларницата, направени од огнеотпорен материјал, а училиштето својот придонес го даде во изготвување на проектот и реконструкција на просторијата. Искажувам истовремено и благодарност за тимот на USAID и на изведувачите, тимот на училиштето, што одговорно и амбициозно пристапија кон реализација на овој проект за повеќе од 1500 ученици, што учат во двете училишта грејната сезона да дочекаат од топли училници и топли кабинети. И бидејќи денес е и патронот на училиштето, имам задоволство да му врачам на училиштето подарок. Тој е биста на нивниот патрон, македонскиот преродбеник и афирматор на идејата за независна Македонија, предвесникот на Македонската академија на науките, Димитрија Чуповски. Бистата е дело на академскиот скулптор Илко Стојановски и од денес ќе окраси холот на средното стручно училиште Димитрije Čupovski. Ректор ќе повелете. Се надевам дека ќе функционираме многу подобро со овој систем на затоплување. Се разбира и промената на прозорите и фасадата, сето тоа ќе придонеси дури да ни биде топло во нашата зграда. Благодарност уште еднаш до сите. Чуповски дошол во Белград, каде се запишува во речено Христијанско основно училиште. За време на неговата автобиографија го запиша.
што ја прогласи борбата за независност на Посети Крушево, каде ја шири идејата за самостојна Македонија преку своите говори. Истата година ги посетат со 4 графи, во кои ќе се внесуваат карактеристични зборови од македонскиот јазик, што би се превеле на бугарски. Така ли? Така, бабко, ќе да ги следиме. Пишете го правите, да? А не превеле? Ајде, може. Значи, ајде. Горе. Сега веќе имаме и скулптори и графичари. 28 учесници беа присутни на оваа колонија, исто толку пријатели и делодобивни. Колонијата заврши успешно, зашто е сведоштво и на нешнога изложба. До година има уште поголем предизвик. Тоа е јубилејната 10-годишнина, со која ќе донесеме нови